Со оваа влада ја губиме државата, пораче вчера од протестот во Струмица лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Тој пред струмичани говореше дека власта работи на уништување на самодовербата на народот. Според него, моменталните владени политики се насочени кон тоа да се убедат граѓаните дека се во безизлезна ситуација и дека мора да прифатат промена на името. Сакаат да се поколебате, да бидете неодлучни, да бидете подчинети, затоа што ако ќе ви речат северномакедонци, да речете добро. Добре, не можело поинаку. Иако можело, браќа и сестри, морало да биде поинаку. Ќе ви кажат морало да се избрише зборот Македонија и пред него ќе додадат придавка. Да си речете, еве барем имаме некаква иднина како другите во Европа. Мицкоски во својот говор не зборуваше за референдумот, но зборуваше за европската перспектива на Македонија. Рече дека нема интеграција во Европа пред самите во Македонија да се интегрираме. Според Мицкоски, за Европа е потребно труд и напорна работа. Тој уште еднаш го потврди и барањето за амнестија на учесниците во случувањата од 27 април. И не заборавајте дека сепак има невини луѓе по затворите затоа што се воделе од честна идеја и мисла и единствен мотив им била нивната татковина Република Македонија. И нова лудило на политички реваншизам мора една за секогаш да му дојде крајот. Затоа што премногу долго се делиме на ваши и наши, на македонци и помалку македонци. И затоа апелирам, е потребна амнестија за луѓето од 27 април. Лидерот на ВМРО-ДПМН најави работно лето наречено Лето за Македонија, во кое професионалци од земјата и од диаспората ќе изготват програма која што ќе понуди решенија за стабилна и богата земја. Рече дека наскоро ќе излезат со програмата и ќе ја презентираат пред граѓаните.